се збогува и му дадоа почит на 59 млади луѓе кои загинаа во пожарот. Најтажниот ден во Македонија го обвитка Кочани и целата земја во црнина. Тамара Дичовска е во Кочани. Тамара, вечерва си на плоштадот, каде што, како што можам да забележам, и понатаму се палат свеќи и се оставаат цвеќиња. Што се случува? Црн четврток денеска како за Кочани, така и за цела Македонија, но кочанчани денеска во вечните почивалишта испратија 31 лице, керки, синови, сестри, браќа тука на жителите од Кочани. Терорната тишина денеска низ градот евентуално ја прекинува само свирежите од амбулантните возила кои што ги изнесува од градските гробишта оние лица кои што им се слуши, кои што не може да се справат со тагата и болката од погребот. Илјадници граѓани со солзи ја предводеа она поворка до преку кочанските улици, се до градските гробишта со фотографии од починатите, се до гробиштата во Кочани, каде што погребот за 31 лице тука од Кочани започна точно напладне, се одржа во 12 часот. По погребот тука на плоштадот граѓаните дојдоа и му дадоа почит, така што се запалија свеќи за починатите, но и се запишаа тука во книгата на жалоста, каде што се поставени фотографии од починатите. Речи си и да не се зборуваше евентуално граѓаните на Кочани, ако се разменија по некој збор, да се утешат, да споделат болката и тагата. Дека Кочани е мртов, веќе мртов град, беше она кое што можевме да го слушнеме, што разговара кочанчани меѓу себе. Од Министерството за здравство денеска соопштија дека во Кочанската болница стои на располагање за сите оние граѓани кои што ќе имаат било каква потреба, на располагање се сите капацитети, испратени се и психијатриски тимови во болницата за секој оној што смета дека има потреба или му е потребна психолошка помош. За денешниот погреб имаше протокол и беше обезбедуван и од полицијата. Ние, како телевизија, етички известувавме, со оглед на тоа што ниту се снимаше погребот, ниту известувавме отаму, иако да нагласам дека имаше и некои странски медиуми кои што целиот погреб го пренесува во живо, зашто се пријавени и до надлежните институции, но и Сдруженијата на новинари, кои што, како што можев да погледнам, и веќе постапуваат. Да нагласам само дека на социјалните мрежи се шири апел, односно од студентски пленум вечерва од 20 до 21 часот, да се повлечеме во нашите домови и да ги изгаснеме светлата. Ве повикуваме сите во секој град, село, населба и мало, да го покажеме мракот што не обви и да ги оставиме улиците празни. Нека молкот зборува во чест и сеќавање на оние што прерано замина, стои во објавата на студентски пленум која што се шири на социјалните мрежи, односно вечерва од 20 до 21 часот сите бидат во своите домови, улиците останат празни и да бидат изгасени светлата. Ние сме тука на плоштадот во Кочани, речи си да нема луѓе, празен е целиот плоштад. Ако дојде по некој кочанчанец да запали свеќа тука и да изрази соучувство, ја се потпише во книгата, но атмосферата тука е тажна и траурна. Пред да се објавам, да кажам соучувство до семејствата на и блиските на починатите. Тамара, ти благодарам за ова вклучување. Тешка задача за тебе денеска да се известува од толку тажен ден за Кочани е навистина тешко. Би сакала само еден кус коментар дека медиумите од Македонија со мали исклучоци професионално и етички денеска се однесуваат во сите оние градови каде што граѓаните страдаат и плачат испраќајќи ги своите блиски, така што